Сакам да ги информирам граѓаните и јавноста дека привршува откупната реколта на винското гројзе 2020 година, дека истото се спроведи со познатите тешкоти успешно благодарејќи на мерките на владата по однос на постигањето на ланската откупна цена и по однос на решавањето на она винско гројзе кое што имаше малигани под 18, под познатата ковид мерка на владата од 4 денара под килограм на откупено таков вид на гројзе. За информација на граѓаните, откупот редовен на Смедеревката и Странушината ќе трае, по моја информација, до понеделник, односно вторник, по однос на оние количини кои што се со добар квалитет, и тоа од винариите Тиквеш и ГД Тиквеш Гоце Делчев, а додека овој откуп за винско гројзе до 18 малигани ќе трае до понеделник со езимит заклучно, и тоа ги повикувам сите кои што имат количини за откуп да во овие термини си остварат пласирање на своето гројзе и да заедно ја завршиме ова сезона. Успех е на граѓаните во ова кризно време, на лозарите, да се постигна и ланска откупна цена со тие 2+2 денара од владата и решение на делот на, поради природните непогоди, гројзе до 18 малигани да се откупе за дестилирање и други производи кои не се вино, благодарејќи на владата, но сакам да кажам дека предстои сега на основ тој успех кој е заеднички на пратениците од теквишијата, на градоначалниците и пред се на лозарите, ќе следува сега наша обврска како пратеници во парламентот да со ребалансот кој е другата недела на собранието го усвоиме. Јас ја следам таа работа заедно со колегите, дека средствата за оваа намена, бидејќи е во мерките на владата 2+4 денара да се исплатат до крајот на годината, веќе се предвидени во ребалансот. Со таквиот ребаланс ќе се донесе и закон за исплата и регулирање на мерките од така наречените ковид криза, така да предстои сега усвојување на ребалансот, усвојување на закон за мерките од ковид криза, кои ќе гарантират исплата на овие 2, односно 4 денара до крајот на годината. Ги информирам и граѓаните во врска со другите 2 денара до крајот на годината да се информира, да ги поднесат барањата со едно внимание, бидејќи таа мерка од 2 денара дополнително е врзана со делот на користење на основната мерка, односно на нив да се води земјоделското стопанство, поучени од примерот на исплата на неисплатените средства од повардарие, да си го регулираат статусот ако не се водат во земјоделските стопанства, како фамилиарни земјоделски стопанства, исти да се упишат или да се наново регистрират во регистарот на земјоделски стопанства, што ќе биде од нивен интерес. Благодарност до сите кои што учествуваа во ова, да кажам, кризна година, со успешно завршување на истата во делот на и лански откупни цени и делот на откупување на целокупната количина, и мислам дека учени сме со едно искуство повеќе да во иднина уште поспремни, понавремено пристапиме по идната реколта на гројзе.